Посетата на претседателката на Европската комисија фон дер Лајен беше прилика владата конечно да ја презентира стратегијата за излез од сегашните позиции и отварање на кластерите, со што можеме да фатиме чекор со Албанија, но за жал тоа не го направија. Од друга страна, пораките на фон дер Лајен беа јасни. Јасни беа како за уставните измени, така и за коридорот 8. И од тука ја повикуваме владата на одговорно однесување да не ги толкуваат, туку да ги спроведуваат пораките во интерес на граѓаните. Сите други толкувања кои власта се обидува да ги наметне, се само замајување на јавноста на штета на напредокот на државата. Стратегијата треба да ни биде да стекнуваме поддршка во Брисел и кај државите членки, а не да се измислуваат изговори кои се само за внатрешна политичка употреба, популизам. Тоа не го решава проблемот, напротив, го одлага. Истовремено конфузни се изјавите на партнерите на Мицкоски во владата. Ако ги слушнавте, од една страна го имаме Таравари кој што вели дека пораките се јасни од Европската унија и дека нема можност за измени, а од друга страна го имаме Муртезани, кој пак тврди дека има поддршка од земји членки за ставот за одложено дејство на уставните измени. Са прашањето е, ќе се консолидира ли конечно владиниот тим или ќе продолжиме да живееме во некој паралелен свет, а државата да ја водат паралелни влади. Ова, почитувани, сметаме дека е сериозен проблем кој ја држи земјата и граѓаните во заложништво и во хаос кој го создава владата на Мицкоски. Тука и би додала дека токму затоа СДСМ бараше да се свика затворена седница на владата, да конечно слушнеме дали има и кој е планот на владата токму по ова прашање. Затоа што над 75% од граѓаните сакаат влез во Европската унија. СДСМ секако дека ќе продолжи да делува конструктивно, нема да бидеме дел од манипулациите и одлагања како алатка за кочење на иднината на младите. Ние сме на чекор пред целта, владата треба само да се охрабри и да го направи тој последен чекор. И затоа еве и во оваа прилика ја повикуваме владата на одговорно однесување, да не ги толкуваат, туку да ги спроведуваат пораките во интерес на граѓаните. Од нас ќе имаат секако поддршка доколку го променат досегашното однесување и доколку почнат да действуваат на конструктивен начин.